Се скенира баркодот на фискалните сметки и на тој начин се остварува правото на поврат на 15% од износот на платениот ДДВ. Оваа како пракса граѓаните го практикуваат изминатите неколку години и на секои 3 месеци имаат можност максимално да остварат поврат од 2100 денари. Граѓаните во Штипна терен велат дека скенираат сметки. Анкетираните додаваат дека иако се малку пари, истите се плюс нешто за граѓаните, барем да се покрие еден минимален трошок, но децидни дека треба многу да скенираат и да пазаруваат за да исполнат. Пари не тоа бе, дете. Многу малку пари е тоа. Па добро, може малку се покача, ама па има како дополна малку. Па да. Хојте внуци, собираме ние постарите, даваме на ни, па после частот не понакаве. Тоа е многу малку. Месечно треба да е по 2100 денара, а не за 3 месеци. Некои стасуват, некои не. И секој 3 месеца нема, не може да исполни. Треба многу да се пазарува и големи сметки да има, па да добијат тие 2100 денара за 3 месеца. Да, ДДВ-то може да биде добро, например, па некој ќе ти земеш некој пара. Може да е добро, ама општо е за никаде. Тоа е минимално. Еден дел ќе се покрие со минималната плата што е. Ама па не е доволно, па треба малку да се едулира. Ако не 2-4 барем да биде. На тај дел да се покачи се новата влада што го рачува. Анкетираните штипјани земнет телевизија велат дека повозрасните граѓани собираат фискални и ги даваат на младите. Но и младите скенираат за да имаат барем за некое излекување. Сметките треба да се скенираат најдоцна 10 дена по издавањето, инаку повратот се врши автоматски секоја 3 месечја на пријавената трансакцијска сметка на апликацијата Мој ДДВ. Не постои ограничување на бројот на фискални сметки што може да се скенираат на дневна основа.